Програми наменети за целата публика. Почитувани гледачи, добро вечер. Што ме гледате на оваа позиција, знаете дека имам гостин, но вечерашната емисија нема да биде само гостување и интервју, ќе биде во повеќе сегменти, така што и вие гледачите заради актуелните политички состојби ќе бидете во можност да се вклучите подоцна во вториот дел од емисијата. Секако емисијата има доволно време. А сега ми представува особена чест и задоволство да ја представам Снежана Штрковска. Снеже, добро вечер. Добро вечер. Снеже, Жане. Жане. Жане, како Жане се знаеме цел живот. Ти овдека си сега како гостин, како представник на Сдруженијето Глам Македонија. Тоа е Сдружение на граѓани кое се занимава со што? Кое се занимава основна дејност на Сдруженијето на граѓани, кое е непрофитно, мора да се каже. Глав Македонија е збогатување на Википедија, содржините на македонската Википедија. Океј, почитувани гледачи, многу добро вам ви е познато дека википедијанците често пати се присутни или се јавување или со гостување овдека во емисијата и им давам максимална поддршка. Википедија на македонски јазик е веќе нешто што е сериозно, нешто што на вистина можете да го користите не само за информирање, туку во процес на образование. Википедијанците и луѓето како Жане успеа Википедија на македонски јазик да ја збогатат до тоа ниво да представува вистински онлайн учебник за многу области. Но, бидејќи Александриската наша библиотека се проширува на свој македонски јазик, сепак Википедија е светска енциклопедија онлайн, достапна секому, многу е важно она што ние ќе го ставиме таму. Жане, има многу сегменти, многу можеме да збориме, да се задржиме за Глам Македонија. Прво, доста ми е интересно ова, Википедија дава некакви сертификати кој може да биде администратор или не знам како точно прецизно се нарекува. Не се сертификати, значи да администратор може да биде да се пријави администратор на одредена јазична Википедија, еве на македонската. Да, чекај, тука да нагласиме, луѓето се збунуваат, значи Википедија на македонски јазик, Википедија на англиски јазик, значи јазични се. Матична Википедија на сите што го користат македонскиот јазик. Бидејќи си имаме држава, матична ни е нас, нели така. Значи, за да биде некој администратор, треба да биде долго време активен уредувач, кој не се расправа на Википедија, значи не прави некои нелогични работи таму, знае да уредува, знае да ги користи тие википедијански нели кратенки и така се што треба таму да се стави и така и потоа може да се пријави за администратор и доколку другите заедницата го гласа и го изгласа, ќе добие статус администратор. Доста интересно и тоа е, мене ми беше малце чудно кога ги слушав овие работи, но на некој начин ова е добро осмислен начин, филтер на едно хоризонтално делување, иако постои некоја минимална хиерархија меѓу вас, генерално сите сте исти, со тоа што си создавате само контрола едни со други, за да валидноста на напишаното биде на највисоко можно ниво. Знам дека вие лично, па и со организациите, контактирате со врвните државни институции, каде што она што се објавува, ако е од областа на науката, вие користите одреден факултет кој се занимава со таа област, па ги објавувате или од нивните области, учебници или не знам институции како што е Архив на Македонија, Музеот на современа на македонската револуционерна борба и слично. Да, имаме соработка, значи во моментот во архивот, Државниот архив на Република Македонија, јас сум википедијанец матичен,
ме снабдуваат со документи, со фотографии стари, значи се тоа некои стари работи со кои може да покриеме дел од статиите, например, не постоеше статија за поплавата во Скопје 62-а, Навистина? јас ја работев според документи и фотографии што ги поставив таму беа Од земјени архивот. од архивот, да. Браво. Потоа, например, за земјотресот немаше оригиналните тие фотографии за земјотресот 63-та во Скопје, исто така се поставени на Википедија. Може да се најдат и многу, значи од војводи, од стари слики на комити, од како изгледале селата или градовите и така натаму и така натаму. Значи многу интересни. Да, дали тоа значи дека ти, например, се специфицираш да се насочуваш, да речеме, кон историскиот дел? Историскиот, во архив историскиот, да. Така? Добро, јас лично, например, можам да напишам било што на Википедија, бидејќи во зависност од мојот интерес, нели, меѓутоа како матичен википедијанец, јас со историските делови се занимавам. Така може и да биде и попродуктивно, многу побрзо да се многу работи. Добро, еве сега веќе кој ќе те потпрашам, дали овие работи ќе почнат да се наоѓаат? Сега за сега не. Сега за сега не. Тоа се сигурно, досиеата на УДБА кои се... Да, овие се понова историја, така да, значи, од поновата историја немаме документи и Но ова не базично... се одобрени, нели треба архивот да ги одобри за да видат, затоа што внимавајте сега на Википедија, потоа ќе ги најде некој, а треба да ја купи книгата, например, за почеток. За почеток. Да. Добро, За помалку или после, повеќе, натака ќе видиме. судбината, ако е нешто вредно, има со научна вредност било каква, тоа ќе се најде порано или подоцна на Ќе се Википедија. најде сигурно, да. Не, имаме ние таму, значи авторски права мора да се следат тие работи, фотографии кога се става, дали авторот непознат, ако е непознат, тогаш нема авторски право никој, значи се става во паблик домен, она што го викаме јавна собственост и така. Архивот доколку платил за некои фотографии од човек што ги преземал, тогаш автоматски може да ги даде во јавна собственост затоа што на авторот му е платено тоа. Така има тука некои замки кои треба да се знаат. Но убаво од ваша страна што го почитувате тој авторски дел како ретко кој. И тоа е законот на Википедија. Тоа се постулатите кои се почитуваат, што му дава па дополнителна тежина на сетото. Секоја фотографија авторска, таму е подпишано, се знае чива е, одобрена е да биде објавена таму. Ако не е одобрена од авторот. Па еве една случка сосема поинаква, например, ми се случи за Дуке Бојаджиев ја пишував статијата и го немаше човекот. Викам, замисли, Дуке ни го нема. Во светот не представува таму, во Њујорк работи, нели, концерти, се извинам, гласов мој нешто ми зашкрипе вечерва. Значи, фотографијата што ја ставивме, јас го прашав за фотографија. Човекот ми вика, еве, ова е познат фотограф и му е негов пријател, нели, и ја ставивме фотографијата. Ја го ставив кој е авторот, нели, дека има одобрување, меѓутоа... Тоа ова се извинувам? Да. Така. И Значи, специјално пишува, за... еве, на поподробно, ќе ти се појави кој е авторот и така. Значи, за Википедија. Со тоа што... Сакаш да ми кажеш дека ова специјално за вас ја направи ова? Па не знам важно дали е специјално направена или веќе била, не е важно. Значи, со сите генерали. Работата еве оди подолу, например, уште подолу тука еве го ова ОТРС каде што пишува тука. Значи еве го Стивен Крафорд, таму тоа е една екипа на администратори други кои работат на контрола на сликите. Дојде ред после месец дена од како беше поставено, рекоа сакаме самиот автор да ни пише мејл. Ова е потврда дека човекот им пишал мејл дека смее да стои на Википедија. Тоа ОТРС што пише. Значи еве како еден момент онака, затоа што се може да се случи некој автор да ги тужи после тоа, па они не сакаат, значи да има таква работа. Мислам може да ја тужи Википедија, Викимедија фондацијата која ги финансира сите јазични Википедии. Но интересна работа, вие не сте профитна организација, вие сте не крајно непрофитна. Вие со толку ентузијазам правите нешто што е од интерес на државата и навистина заради тој ваш труд и ви давам простор и респект затоа што
во ова време некој несебично да споделува време, простор, ресурси и слично, така што а вие кубурите со сите тие работи, така што еве се обидувам не само да информираме јавноста за вашата работа, туку и на некој начин и да ви помогнеме, но за тоа потоа. Ајде малку сега Да, ме за интересира. непрофитното исто така морам да нагласам тоа што ги збунува сите. Самото пишување статии и учествување на Википедија не се плаќа, нити смее да се плаќа. Значи, ако некој да се случило во светот, во некои други јазични Википедии, некој, например, на фирми да зема пари за да ги напише, да ги стави на Википедија и потоа, кога е тоа откриено, тоа е избришан, се што напишал е избришано и е баниран за крај. Значи, Так. тоа не се плаќа. Значи, Дури и идејата администраторите по тоа што ја вршат Администрирани, така. администраторска работа не се платени. така. Им станува интересно, нели? Вие сте луѓе, си имате свој бизнис, а вашата љубов, ентузијазам кон науката, кон фактографијата, кон споделувањето на знаењата, го правите ова само заради тоа што сакате да го правите. Па знаеш како се вика кога ќе ти се вовлече под кожа нешто? Секоја чест. Да. Секоја чест. Но, знаеш зашто? Добро е, бидејќи гледам, има многу луѓе на Facebook. Facebook остана изворедно платно, каде што стварно можат талентирани луѓе да се видат. Порано беше блогерајот. Извореден, блогерајот, дури да. Па литературни зашто седевме, дела. нас не плаќаше некој што Така, пишувавме, од нели? мерак Да, од пишувавме. мерак, ете така, да. Еве, добро е Да. новава генерација да слушне малку за ова. Па сите оние кои сакаат ги бива малку да вадат факти, историограф. Кој има некоја расправија за некоја случка во историјата на Македонија, па вака било, па он иде о еден друг трет податок. Еве му шанса каде што ќе може да работи, ама да работи исклучиво со верифицирани документи и Мора да е научно. подкрепено со извор. Со извор. Значи, кога се кажува некое тврдење посебно Особено ако некоја тема не е не е застапена. така, да, не е застапена темата или И може например да помогне. самата реченица во која се каже некое тврдење што не е толку познато, сега ти ако кажеш Гоце Делчев македонски револуционер, не ти треба никаква подкрепа, сите го учиме во школа, нели знаеме. Ама пак има линк до До неговото. нешто, да, до некаде, да. Некаде каде што е објавено или може да има навод, цитат од книга, може да се употреби и така натаму, да се стави која книга, кој издание, која страница. И сега, ја она што не го знаев, мислев дека сте поединци кои идете таму и може би некој администратор, па ете некако се Па сме повеќето, контролирате, всушност, да. но не знаев дека постојат одредени здруженија. Здруженија, да. Објасни ми го малце тоа. Да, има значи здружение на граѓани се регистрира во Македонија во централен регистар по Така. законите македонски и така натаму. И потоа, например, еве, бараме од фондацијата, бидејќи сме википедијанци собрани тука околу таа идеја, бараме од фондацијата да не препознаат дека сме работиме на Википедија за доброто на Википедија, тие ни даваат таков документ, да речеме. Тој е онлайн, стои таму, сега не можам да ви го да го барам каде се наоѓа нашиот, меѓутоа да стои тоа дека ги исполнуваме условите да бидеме представници на некој начин, да речеме. Меѓутоа сепак мора да се има такви здруженија, значи што постојат во другите држави, сите мора да се непрофитни, значи тоа е многу битно, мора таков тип на здружение да има википедијанци кои поддржуваат идејата и така натаму активни. Значи, од активните википедијанци, не сега некој се уклучил, па после 5 месеци прави здружение и бара ваква, нема да добие. Треба да бидат активни, постари, со години да работеле и така натаму. Значи, и тоа се случува низ целиот свет, има многу здруженија такви кои работат на добробит на своите јазични википедии, нели, секој се Тоа е предпоставувам добро и заради подобра организација на целото. Па не е самата, значи треба, нас ни е кажано, например, дека ние треба да се оградиме од тоа. На Википедија има википедијанци кои не мора да се во здруженија, а си работат. Така? Си сакаат да се пишуваат, ако сакаат ќе се уклучат, ако не ќе не, бидејќи е тоа волонтерски, ти не можеш да натераш некого да направи нешто, нели?
Меѓутоа, ние неколку умина, да речеме, кои сме се, еве 5-6 души, кои сме сакале да оформиме здружение и да работиме поактивно на некое поле, еве да речеме, англиската Википедија има над 5 милиони статии, нашата веќе сега, што туку влеговме во 87.000. Значи да направиме Честитки. да, 100.000, 200.000, да стигнеме еден ден до милион статии, нели? Зошто Значи, да нема? здруженијата ќе можат да Може работат, да бидат и влијаат, попродуктивни. Така, за да биде да расте бројот на Википедија, да биде квалитетно тоа таму. Сега како може здруженијето? Една од нашите активности е соработката со глам институции, да кажам, затоа и ни се вика здруженијето. Глам. Глам, тоа е акроним. Значи, режија, ве молам мојот компјутер, значи, моментално иде вашето лого. Што значи да. глам? Глам е една позната акроним кратенка во википедијанскиот свет. Г е галерија, Л е library или библиотека, А е архив, нели архивисто и М музеум или музеј. Така да тоа е. Јас се вртам да гледам. Кажи го исцело. Глам. Да. Не, кажи го. Галери, library, архив, музеум. Gallery, Library, Archive, Museum. Да, соработка со таков тип на институции кои имаат своји, да речеме, или материјали имаат, книги имаат, или имаат артефакти, или имаат фотографии, значи таков тип на институции кои можат да помогнат со тоа да статиите кои се ставаат да бидат подкрепени со дали со фотографии, дали со документи или пак со тие наводи кои некогаш може да ни фалат. Претпоставувам дека и државните институции се помирни кога работат со здруженија, одошто со поединци. Тоа е. Значи, кога ние како група википедијанци сакавме да почнеме да работиме со глам, нели, конкретно, треба да во Македонија, нели, овде, сите сакаат да направат некаков договор. Не можеш ти договор со приватно лице да правиш, меѓутоа со здружение кој има печат и подлежи на сите нели правни и други финансиски таму контроли од централен регистар е многу поинаку. Ке се напише тој договор, ке се договори што и како треба и така. Еве во моментов, значи, смеам да се пофалам. Да, те молам. Од вчера, значи среда, ни беше прв ден, 19 октомври 2016, влеговме во историјата со првиот Вики клуб во кој се обучуваат ученици, значи можат од 600 оделение, да речеме, до 4-та година средно, можат и други, меѓутоа овие ни се сега вака таргет, да речам, значи целна група, за да можеме полека да ги воведеме во тоа, да може да научат тие како се пишува, како треба, кои се правилата за добро однесување на Википедија, за добра статија, како изгледа и така натаму. За почеток, првите чекори веројатно ќе бидат со тоа што освен што се Ова е литература и новинарство, вие ги учите уште од мали, браво. На некој начин, да, бидејќи да. Значи, освен што веќе си направија корисничко име, значи корисничка сметка на македонската Википедија, затоа изгубивме 3 часа во првиот ден покрај она општо што е Википедија знаат децата, бидејќи во школа често им викаат за некои конкретни проекти или нешто што работат или кога треба повеќе да прочитаат, видете на Википедија. Да, кој го напишал тоа, нели? Треба некој да го напише. Знам, 3 деца пораснав, Нели? Да, знаеш. Википедија, фала ви многу да не за многу работи, нели, особено па кога се однесува за историјата, па дури и за хемија, дури и за математика и така натаму може. За македонски, за книги, за писатели, за се што се учи, делови од историја што Уште лектирите да ги ставите таму. Па има и на лектири, има лектири, само се на кратко раскажани, не се на долго, да. Кому како му било интересно, некој ставил лектири сега. И тоа има, да. Каде се наоѓа вашиот Вики клуб? Така, ова е првиот Вики клуб со план, значи сме во договори, преговори да организираме најмалку уште 5 Вики клубови низ Македонија. Овој првиот се наоѓа во Музеот на македонската борба во Скопје и во секоја среда ја прогласивме за Вики ден, значи Википедијански ден, од 15 до 18 часот. 18 е крајниот нели момент затоа што затвора музеот. Ќе мора да си одиме веќе, значи но во тие 3 часа може да доаѓаат учениците во секоја среда, тоа е после школа, значи ова ти е место да одат место. Нека си одат
погрешно кажам, на англиски, на германски, на пливање, на друго, меѓутоа може да дојдат и тука и да имаат таков тип на едукација, ќе им даваме награди, значи на крајот на месецот кои се најактивни, кои напишале најдобра статија, кој имал, сега не се некои награди, нели пак се тоа, еве нека чашичка Символични, со да речеме, Википедија, така. така нешто, меѓутоа нотесче некој интересно со Википедија и такви работи, маичка со Википедија и тоа за почеток. Имаме координатор, значи во Глав Македонија организацијата, координатор за образовната програма, имаме поголем поздрав до професорката Матилда, таа ни донесе голем дел од децата кои беа на првиот ден. Јас тоа се фотографиравме, имаме ставено некој, макар што моите фотографии, јас што ги фотографирав, некако се матни, меѓутоа не има и сите таму. Една групна фотографија на сите деца и да. И двете вработени од музеот, Ана и Даниела, кои се активно вклучени во цела оваа организација, исто така од страна на музеот, нели? И самиот музеј е ангажиран во ваша процедура? Па ангажирана е со тоа што ни дава простор, ни дава време, ни дава и вработени. Зошто отидовте таму? Зошто побаравте кај нив? Затоа што има детско катче. Ао, браво, не Знаеш сум го колку е знаел. лесно тоа, кога има Стварно. детско катче, кај нив е тоа веќе, значи они имаат, како да кажем, еве Ана и Даниела работат веќе година и повеќе можеби во тоа детско катче со ученици. Они И ова работеле совршено други работи дојде и како- сега нашево исто така влегува во нивната политика на работа со ученици и деца, нели? Затоа што е едукативно, затоа што е... Значи, со време, планот е да самиот музеј ни даде документи, да речеме, од кои ќе се пишуваат статии, децата ќе можат да ги пишуваат, меѓутоа, нели, ние одиме со овие бебешки чекори сега, значи Браво. за првиот ден успеа да се логираат себе си таму, да се запишат на проектната страница, дека кој ќе биде запишан таму, нели може ќе биде во предвид за награди на крајот, инаку од каде да знам кои све деца исто може да работат, значи покана до Скопјани, учениците, а и родителите може да ги донесат децата секоја среда, значи не мора во 3 точно, не чекаме. Значи тинејџери Може да збориме дојде- од основно до Да, средно. и средно, да, Така, да. добро? Значи не мора во 3 точно, ако можат во 4 нека дојдат, воопшто не е проблем. Ако треба да дојдат во 3, да си оди во 3,5 или 4, па нека си замине, само нешто да види, да поработи, да праша. Единствена моја замерка од ова што го гледам, жене, е што гледам само 2 лаптопа на масите, а многу деца. Како Ете, вака тој ќе се проблем работи? Нема, значи ние... Што е проблемот? Проблемот е што ни требаат ни требаат компјутери, значи пуштивме првин по своји луѓе и своји канали онака за донација, бидејќи сме непрофитно здружение, ни треба донација на компјутери од кои добивме веќе 4 ни се ветени, 2 се донесени, на проверка да се види, значи користени, не ни треба, не мора да се нови, не мора да се брзи. Колку ви Десктопи. требаат така? Па ни требаат барем да имаме едно 5-6, да има едно е да се менуваат децата, ама да има и Имате 2 сега? за сега 2 се донесени, 2 И уште десктопа 2 треба да добат? и 2 2 лаптопа. ни ветија, меѓутоа додека не се донесат не можам да знам. И монитор еден имаме, работата е што луѓето хард дискот ќе го сменат, нели овој куќиштето, тоа све што има внатре, за понов, меѓутоа монитор поредко менуваат, така што со монитори ќе... Значи, Извини што убаво ќе би те било, да. прекидам. да. Имам 2 компјутера постари дома кои може да работат на XP, Одлично. евентуално. Одлично, Еве, јако, да. јавно ви ги донирам и двата. Не се Благодарам. тоа Име на брзи, сите, но да. Не ни требаат брзи, треба Вики- само за Википедија не ни треба некои големи конфигурации на компјутерот. Окей. Значи за Facebook ви треба и двата повеќе. се бренда. Едниот така, е Lenovo, IBM е едниот, другиот е Acer, така што ќе ви послужат. Ќе послужат Еве сигурно. ќе ми причини задоволство, ја не ги користам, ги имате од мене, Па баш ми е благодарам, да. драго, за монитори. Значи, донациите се важни, што значи сега компании како Сетек, Нептун, Техномаркет Македонија, АМЦ компјутери, Анхоч би можеле да најдат начин некако
ете некој гребнат малце монитора, сепак Да, функционален, нешто, би можеле да се Тоа би ни помогне за... завршило многу работа, да. Бидејќи овдека не се работи, нема ни политика, нема ни профит, ова е чиста Нема, едукација на деца за нешто што ниеден компјутерџи, ама буквално било кој што има компјутер, апсолутно не може да не знае што е Википедија на македонски Да, јазик. нема кој не чува. Значи, еве, ќе имате Да. со мене уште 2 плюс Па компјутери. благодарам, да. Се надевам дека, еве, можевме ова да го направиме и позади камери, да не испадне дека ја нешто се фалам. Не е страшна донацијата, но сакам, еве, со мојов чин, да ги потикнам другите, барем колку толку да се помогне. Да, би било убаво, значи може да, еве, ако доколку некој има, нели, компјутер или монитор што му е вишок дома, а не знае што да му прави, може да ни го подари како донација, значи може да се обратат преку Facebook, имаме Глам Маседонија, на англиски ни е ставено. На страницата може таму да ни пише, ќе се договориме како да се преземат, или во самиот музеј да остави порака, па ќе се договориме. Да, еве, во месидж. Значи, Да, Глам има- Маседонија, да. Facebook, Да, во месидж. во порака, да, тоа секако. Здраво, Глам. Здраво, да. Ена, онака, Така, најпешки да го покажеме дека Така, можете да како се искомуницирате. прави, Благодарам на сите однапред, што навистина за И ова, јас би благодарила, бидејќи навистина ќе ни заврши голема работа. сепак тоа ќе остане во функција на децата, Да, на тие ќе обука. останат во кај што музејот ќе стојат во Така. детското катче, за да не мора ни да ги носиме, да ги враќаме лаптопи, па дали и децата да не носат од дома или така. Значи, тие ќе остануваат таму и ќе бидат спремни за натаму. Кај сега влеговме во предизборие да го фатев министерот за образование, па некој од тие компјутерите што им се за замени, барем да Да. измакневме нешто, макар на реверс. Ние ќе работиме и натаму, нема да бидеме само до Така, декември. така, Нас ќе ни е зав- планот ќе ова заврши да декември, години и ќе години притиснеме да се, на па сигурно години следниот ќе си министер. работиме, да. Така да, инаку да, да и овозможи. може и уште едно место, значи луѓето се наши луѓе, тие што работат во Pix Plus, морам да ги кажам, тој е еден дуќан за фотоапарати во Беверли Хилс. Луѓето се не поддржуваат сосема и тие за без пари ни ги проверуваат. Значи, еве двата компјутери што се веќе дадени, се кај нив на проверка да проверат ако нешто евентуално, нели, некој дел не треба да се замени или така. Значи, таа проверка ни е битна, исто тоа се плаќа ако го однесеш негде на Така, мајстор, така, не така. земаат пари. Значи, може некој таму да се обрати, да, ако му е поедноставно, да донесе, да каже дека е за Глам, за Вики клубот, за во музеј и така. И уште малку. Што децата ќе учат таму постојано? Еве, неколку пати ќе биде обуката. До кога ќе трае таа обука и што понатаму? Дали тоа ќе се има, менува група нова која ќе повторно се обучува? Колку е лимитот на една група? Имате ли лимит? Немаме лимит на една група, да ти кажам право, јас не очекував дека ќе дојдат повеќе од 10 деца и бев пријатно изненадена дека 17 беа првиот ден, значи ќе се случи, види како се случува еве и во светот. Значи ќе се случи да некои деца едноставно престанат да доаѓаат, можеби нема да се изнедат во цела таа приказна. Да, сепак ова не е некој платен курс кој на крај значи диплома. членувањето е бесплатно. Так. Тие не плаќаат ништо. Така. Тоа е она што би ги мотивирало. Друго што би ги мотивирало е што кога ќе знаат треба да и од дома нешто да напишат, да пробаат, за да имаат прашања кога ќе дојдат нареден пат. Значи, цел тој процес на обука на деца трае многу подолго време, додека стигнеме ние до тој момент да они можат сосема убаво да завршат се. Например, на почеток ќе почнеме со превод на статии од англиската. Тие знаат англиски сите нашите деца. Да, Знаат многу пишуваат подобро на од што ние компјутер, не нели? нивни Така, години. да. Значи, како се преведува, еве, може да земат Доналд Трамп да го проведуваат, или некој спортист, или некој пејач, воопшто не е битно. Значи, ќе придонесат со статија, плюс ќе си го вежбаат и преводот, и јазикот, потоа ќе, ако сакаат, например, стручно од биологија, од хемија, не е проблем, значи може, ако го нема на македонската Википедија, тоа како статија може да го преведат од Добро, англиска. еве едно подпрашање ме заинтересира. Еве кога ќе, например, некој политичар, странски актуелен во моментов, се повикувате на него. Дали ќе се повикувате на податоци од светските нјус агенции признати или ќе се повикувате од Википедија USA или Википедија
UK или... Да, значи кога се преведува статија од англиската Википедија, таму веќе мора да се ставени на англиската веќе некои сајтови Значи, кои се релевантни. статии ќе преведувате, нема статии. новинарски, не на сајтот. новинарски. Значи, Статија од која е Википедија на Википедија. англиски на Википедија на македонски. Одлично. Така да таму е ставено веќе. Значи, ако е од BBC, од CNN, нешто, например, како навод, како извор за тоа што се тврди, тоа истото ќе го ставиме и ние. Добро, ако некој од дете има афинитет за математика, друго Може за за- географија, сигурно, па тоа трето треба. за Па нас не за треба нешто да имаат тоа. афинитети Значи, они ќе имаат различни афинитети, Тоа тоа ни е. треба, па да, секој со својата област, затоа што ти да имаш мене да ме натраш да пишувам за велосипедисти, аме имаме википедијанец кој пишува за велосипедисти затоа што тоа е. Нели, мислам, во таа смисла ни требаат и децата кои се со различни афинитети, едно сака ова, друго тоа. Жене, сте контактирале со Скопско астрономско друштво? За па да, на времето, само не се сеќавам. Имав добиено пред години, уште Бугерад додека постоеше, значи една средба имаше таму, имав добиено, сега ќе ми извини господин, не се сеќавам како му беше името, меѓутоа книга една за соцзвездијата Радан. и звездите. Има книга издадено, не ја знам. поклони книгата и јас од нејзе дополнував во македонската Википедија за звездите. Извини, како мене тие се- адхок ми се подсетив, јас сум бил и на нивниот астрономски курс и они се како вас. Ова Да. го прават исто само од љубов кон астрономијата. Многу работи кажуваат, одржуваат, еве сега во моментов се одржуваат и нивни предавања, Да, предавања за разни области и би било убаво дел од тие работи некако да се најде Скопското астрономско друштво и астрономијата да се најде, еве. Да, па Ајде можеме ќе се контакт обидам да ве да исконтактирам. направиме, Ја знам дека се тие на работна пукање, нели? Но добро. Таму се луѓе фантастични исто како вас. Значи, жет за знаење и споделување на истото. Како да не ги почитуваш? Да, па да. Како да не ги почитуваш? Така што респект за таа работа. Океј, имаме добра представа. Чим имам јас, предпоставувам дека и гледачите, дека се работи за една општествено корисна дејност. Сега ми е јасно зошто институциите сакаат да соработуваат со вас и мислам дека може да ова биде и помасовно и подобро. Да, може. Значи, ние сме во преговори, во текот до декември би требало да се отворат уште неколку клубови во Берово, например Вики клуб во Берово, потоа Браво. Вики клуб во Тетово, Вики клуб во Куманово, во Старо Нагоричане, во Битола. Браво! Да, тие ни се сега за сега преговорите кои ги Браво. организираме, па сега ако заживеат, нели, би требало да заживеат и тогаш ќе се надпреваруваат нашите деца од Вики клубот во Скопје, можеме и во Скопје да отвориме повеќе Вики клубови. Општина Карпош беше заинтересирана, таму ќе сработиме исто, може да се отвори Вики клуб доколку го дозволат на овој начин, нели? Ќе имаме покана на ученици, значи Со кого кои ќе контактирате од општина Карпош? Директно со градоначалникот Не. или? Не. Не. Ајде ќе ви помогнам, еве јас како новинар ќе ви помогнам да стигне до ушите на Стефче Јакимовски, има разбирање за овие работи, нема ништо да го чини, Да, значи, а може не бараме многу да пари. добие како Така, да. пиар, како Да. секој политичар, а може да направи една Знам позитивна работа во општината испратив негова за писмо децата. преку Ирена се вика, таа ни беше блогерка, така таму. Така. Работена јас така по таа линија, дека Океј. си ја знам Ќе Ирена. свртам и ја утре телефон. Стефче Шопреш и онака Така, треба да го да. поканам во емисија. Да, Добро. добив повратно дека е прифатено. Знаеш зошто? Еве сега да. збориме за Стефче, не дека игнорираме општина Центар, Гази Па Баба не, аеродром, да, туку не ги ако игнорираме, сите општини нели, се добре дојдени, нека ни се ако обратат успее и кај една ќе биде добар пример пример да, како се за прави друго и за- така натаму. да, Еве да. така да што вашево здружение сега ќе Ние иницира и сме, да, во тоа активни. Значи, едукација, образовниот дел,
учениците ти кога ќе ги образуваш, значи уште од средно, после од факултет натака кога ќе продолжат тие од дома, ако нели се заразат, ако им влезе еве како ние што сме заразени, ќе дојде ред, можеби ќе шетаат по оние викимани што ги има еднаш годишно, има конференции на светско ниво, нели, па има таков тип на, нели, да речеме еден вид на награда заради волонтерството на википедијанците, се тие патувања. Може да се вклучи поактивно во здруженијето, па да придонесува исто така, да стане администратор, да проба таму, нели, ако заедницата го гласа и така натаму. Така да има бенефити и за натаму, не е тоа толку и ќе заврши четврта, што ќе правиме сега. Да, има, може да работи после од дома и да помага и така. Многу ми е драго што вечерва беше со нас и ти честитам уште еднаш за оваа просветителска дејност. Шега на страна, ова е навистина просветителска дејност. Апел до сите оние кои сакаат да се вклучат, можат да контактираат со Здруженијето Глам Маседонија, кој можат да го најдат на Facebook. Ако сакате да помогнете, значи би било навистина добре дојдено и благодарно за тоа, бидејќи се работи за крајно непрофитно, крајно непрофитно здружение кое навистина прави разлика. Затоа еве, ако можам јас нешто од она што се изминати, ја малце подолго со компјутерите, можеби ќе се најде уште некој. Ќе ви помогнам и ов програма, не само ова, ќе ви помогнам еве и за контакти, некако ми е драго децата, па ќе ги испратам и децата мои нека се обучуваат. Знаеш зошто, Жане? На страна сега формално новинарски го кажа. Знаеш, во ова време кога децава комуницираат АВТ, ПВТ, ЛОЛ, РОТФЛ, со кратенки, бидејќи тоа е јазикот на кој комуницираат за побрзо преку да напишат, да. Гледам како и кај моите деца се протнуваат србизми, оние турбофолкерски и така натаму во изговорот, и секад никад, значи литературно прочистување на јазикот, затоа што понатаму ќе им треба, сега не. Писменост, да знае да срочи реченица. Мене затоа ова ми се допаѓа, бидејќи училиштето они го одбиваат да го учат, ама кога сам ќе отиде, ќе научи. И општата култура му се дига. Кога ќе дојде овде, он ќе прочита статија која и него интересира, цел живот ќе ја памти. Мене, ја така, читајќи, станав водител. Само заради широка култура, општа култура што развивав. Ја можеби не сум слоевит во физика, хемија и математика, ама од се по нешто да знам. Тоа е фантастично, затоа Википедија ја обожавам. Да. Е тоа да кажам дека за луѓе кои можеби сакаат да знаат, јас сум професор по македонски јазик и книжевност. За средна школа тоа имам завршено. Да, иако не сум работела, меѓутоа, еве, можеби тука еве сега со децата еден вид работа, лектор по македонски јазик, значи децата тоа што ќе во секој случај првите нивни обиди ќе бидат сосема прегледувани, да не се чуди некој како сега некој учениче од 8-9 одделение ќе пишува статија, меѓутоа да, може да ја напише статијата, ќе биде прегледана, ќе биде лекторирана, например. И ако издржана, ќе биде објавена. Ќе биде објавена, ако не, значи првин ќе имаме како ќе се сработува тоа. Затоа одиме ред по ред, за да биде... Значи, се ќе биде тоа и проверено, и децата кои ги интересира ќе научат, значи стилот да го научат, напишување, сите тие кратенки, категоризации и други работи што треба да ги научат. Потоа имаме, што прашат и што све, имаме за фотографии, кога ќе дојдеме ние да учиме како се ставаат фотографиите, како се користат фотографиите. Па има натака уште, значи секојаш има што да се... Па Pix Plus ќе ви направи еден краток курс за фотографирање, да научите добро да фотографирате, не со матни слики како некој, да не ги именуваме. Мене, да. Кажи ми уште сосема на крај, пред да ги пуштам рекламите време, што е ова? Кој е ова? Тоа е тоа. Да, ова е еден, ова го ставив да биде горе, значи... Не си ставила никакво објаснување, ништо? Да, не сум ставила. Ова како натичен википедијанец, еден од документите од архив, од Државниот архив на Република Македонија, ова е од
Царство Бугарија, кога управувале со Македонија, значи Кумановско окружно управление, пишува Куманово, 28 ноември 1916 година. И ова е оригинален документ што е оставен, да речам, може би запленет или како тоа се, да не сгрешам сега. Не е важно. Да. И во моментов, да ти кажам Што е овој право, документ? Во моментов не ми текна што пишува, се Бидејќи чита, може да го прочитам. Бидејќи Да. ти е на главната Дека стар фотографија. документ, не Ама за друго. како стар да, документ, стар како естетика документ, ти била. Да. Добро. Филип, Ќе го ќе го смениме, распрашаме да. за што се работи Па еве се поточно. чита ова што е со Остави ти тоа чита. Писаното онака, да. Ти благодарам уште еднаш, успешна работа. Благодарам. Ви стојам на располагање во секое време. Благодарам. Почитувани гледачи, одиме со првиот блок реклами, веднаш потоа се враќаме назад во студио.